Вежба 8. Затворени очи, отворено срце. Фотографијата често вклучува внимателна композиција и остро око за детали. Сепак, оваа вежба, затворени очи, отворено срце, ве охрабрува да правите фотографии интуитивно, без да гледате низ објективот на камерата. Со тоа што ќе им верувате на вашите инстинкти и емоции, можете да доловите необработени и неочекувани моменти кои ги одразуваат вашите внатрешни чувства. Примарната цел на оваа вежба е да ви помогне да се поврзете со вашата интуиција и емоции преку фотографирање со затворени очи или без гледање низ објективот. Овој пристап поттикнува спонтаност, креативност и емоционален израз, фотопотрага, интуитивна фотографија, подготовка, потребни материјали, опаметен телефон или камера, обезбедна и позната средина за фотографирање. Опожелба, повест за очи, за да бидете сигурни дека очите остануваат затворени ако сакате. Дадени се 3 сценарија за проба, но слободно изберете што најмногу ви одговара. Можете да изберете едно во удобноста на вашиот дом, да се одлучите за локација блиску до вашиот дом или дури да пробате да фотографирате додека сте на одмор. Ова се само предлози, а најважно е да се осигурате дека сте безбедни каде и да одите. 1. Истражување на ливада, пронајдете ливада или природен отворен простор. Затворете ги очите, направете неколку длабоки вдишувања и започнете да ја истражувате областа интуитивно. Насочете ја камерата во различни насоки, кон небото, кон земјата и околу вас под различни агли. Верувајте им на вашите инстинкти и правете фотографии без да гледате низ објективот. Обелешка за безбедност. Осигурете се дека областа која ќе ја фотографирате нема пречки како големи камења или дупки. Движете се полека и внимателно за да избегнете сопнување или пат. 2. Прошетка низ градот, изберете тивка улица или познат градски дел каде што се чувствувате безбедно. Затворете ги очите, фокусирајте се на звуците и сензациите околу вас и почнете да правите фотографии интуитивно. Насочете ја камерата кон згради, улицата или луѓето што поминуваат. Обелешка за безбедност. Бидете исклучително внимателни со автомобили, велосипеди и други пешаци. Размислете да имате пријател или водич со вас за да се осигурате дека сте безбедни додека фотографирате. 3. Авантури дома, во удобноста на вашиот дом, истражете различни соби со затворени очи. Доловете ја суштината на вашиот личен простор со тоа што ќе правите интуитивни фотографии на мебел, декорации или секојдневни предмети. Оставете ги емоциите да ве водат до објекти или области кои имаат посебно значење. Обелешка за безбедност. Осигурете се дека областа е слободна од потенцијални опасности како остри предмети или кршливи работи. Движете се полека за да избегнете удирање во мебел, фотографирање со затворени очи. Совети и трикови. 1. Поставување на цел. Пред да започнете, поставете цел за вашата фотопотрага. Одвојте момент за да размислите за емоциите или искуствата што сакате да ги доловите. Ова може да ви помогне да го насочите вашиот интуитивен процес и да ви даде чувство за насока. 2. Доверба во вашите инстинкти. Довербата е клучна во оваа вежба. Верувајте им на вашите инстинкти и ослободете се од потребата за визуелна контрола. Оставете вашите сетила да ве водат додека се движите низ околината. Слушајте ги звуците, почувствувајте ги текстурите и осознајте го просторот околу вас. 3. Прифаќање на сетилното искуство. Без употреба на видот, другите сетила стануваат повисоко развиени. Обратете внимание на звуците на природата, текстурата на површините и мирисите од вашето опкружување. Овие сетилни искуства можат да предизвикаат емоции кои можете да ги доловите преку вашите фотографии. 4. Доловање на моментот со затворени очи или без да гледате низ објективот. Насочете ја камерата во различни насоки и фотографирајте. Експериментирајте со агли и перспективи. Доловете го небото, земјата и што е помеѓу. Целта не е да се добие совршена фотографија, туку да се долови суштината на моментот. 5. Повторување. Направете повеќе фотографии во секоја насока. Бидејќи него користите видот, фотографирањето повеќе слики ја зголемува можноста за доловување нешто значајно. Целете да направите околу 100 фотографии по сценарио за да обезбедите разновидност на слики. 6. Останете свесни во текот на процесот, бидете свесни за вашите движења и околината. Движете се полека и со намера. Оваа свесност ви помага да останете безбедни и целосно присутни во искуството. Преглед и рефлексија. 1.
Прегледување на вашите фотографии по завршувањето на фотопотрагата. Одвојте време да ги прегледате вашите слики. Погледнете ја секоја фотографија и размислете за емоциите што ги предизвикува. Запомнете, фокусот е на чувствата и на она што носат сликите, а не на техничката совршеност. 2. Доделување емоции. Доделете специфична емоција на секоја фотографија. Размислете за чувствата што се појавуваат кога ја гледате сликата и што представува истата за вас. Запишете ја доделената емоција покрај секоја фотографија. Овој процес ви помага да се поврзете со вашиот емоционален пејсаж и да го разберете истиот. 3. Рефлексија за шеми. Барајте шеми во емоциите што сте ги доделиле. Дали има одредени емоции што се појавуваат почесто? Што ви кажува тоа за вашата моментална емоционална состојба? Размислувањето за овие шеми може да ви даде важен увид во вашиот внатрешен свет. 4. Водење дневник. Напишете запис во дневник за вашето искуство со оваа вежба. Размислете за тоа што научивте за вашите емоции и како процесот на интуитивна фотографија ви помогна да се поврзете со вашите чувства. Размислете како оваа практика може да се примени во други области од вашиот живот, придобивки од вежбата. 1. Подлабока поврзаност со емоциите преку интуитивно фотографирање. Се поврзувате подлабоко со вашите емоции и станувате посвесни за вашите внатрешни чувства. Ова зголемено емоционално осознавање може да ви помогне подобро да ги разберете и обработите вашите емоции. 2. Поттикнување на спонтаност и креативност. Оваа вежба поттикнува спонтан и креативен пристап кон фотографирањето. Со ослободување од визуелната контрола се отвораат нови перспективи и можности за уметничко изразување. 3. Мајндфулнес и присутност. Фокусирањето на сетилата и емоциите додека фотографирате промовира свесност и присутност. Оваа практика може да го намали стресот и анксиозноста, создавајќи чувство на смиреност и благосостојба. 4. Зголемување на довербата во инстинктите. Довербата во вашата интуиција при фотографирањето ја зголемува вашата самодоверба. Ова може да се пренесе и во други области од животот, подобрувајќи го донесувањето одлуки и личната сигурност. 5. Емоционално изразување. Интуитивната фотографија овозможува уникатен начин за изразување и ослободување на емоциите. Преку доловување на спонтани моменти, можете да ги обработите и разберете вашите чувства на нов и значаен начин. 6. Разбивање на рутината. Вклучувањето во оваа неконвенционална вежба ве извлекува од рутината и ве предизвикува да го гледате светот поинаку. Ова може да доведе до нови увиди и обновено чувство на љубопитност и восхит. 7. Чувство на постигнување. Прегледувањето на фотографиите и препознавањето на вашата способност да ги доловите и интерпретирате емоциите создава чувство на исполнетост. 8. Зголемена сетилна свесност. Со ограничен вид, другите сетила стануваат поакутни. Оваа зголемена сетилна свесност создава побогато искуство и подобрена врска со сегашниот момент. 9. Развој на креативноста. Фотографирањето без гледање низ објективот бара да се потпрете на вашата имагинација. Ова помага да го разбудите вашиот креативен потенцијал и да размислувате надвор од рамките, развивајќи по иновативен начин на размислување. 10. Подобрување на концентрацијата. Фокусирањето на другите сетила додека фотографирате ја подобрува вашата целокупна концентрација и вниманието на детали. 11. Развој на адаптација и отпорност. Со прифаќањето на несигурноста и излегувањето од зоната на комфор, ја развивате вашата флексибилност и способност за справување со животните предизвици. 12. Поврзување со природата. Ако ги одберете надворешните сценарија, оваа вежба ви овозможува да се поврзете со природата. Престојот во природно опкружување има бројни придобивки за менталното здравје. Вклучувајќи намален стрес, подобрено расположение и зголемено чувство на благосостојба. Вежба 9. Емоционална палета на бои. Боите имаат длабоко влијание врз нашите емоции. Оваа вежба вклучува истражување на тоа како различни бои се поврзуваат со различни емоции и како тие влијаат врз нашето расположение и чувства. Целта на оваа вежба е да ви помогне да го разберете влијанието на боите врз вашите емоции и како можете да ги користите боите за да ги изразите и управувате со вашите чувства. Фотографска задача, лов на бои, подготовка. За да ја започнете оваа вежба, ќе ви биде потребно смартфон или камера, пристап до компјутер или софтвер за уредување на фотографии, поможност за креирање дигитални палети.
Уметнички материјали за создавање физички палети на бои, поможност, избор на емоција. Започнете со избирање на емоција што сакате да ја истражите. Ова може да биде радост, тага, гнев, смиреност или која било друга емоција што сакате подобро да ја разберете. Размислете за боите што ги поврзувате со оваа емоција и зошто лов на бој. Откако ќе одберете емоција, одете на лов на бој. Фотографирајте предмети, пейзажи или сцени што ги поврзувате со избраната емоција. Бидете креативни и барајте разновидни нијанси и тонови кои ја представуваат емоцијата за вас. Например, ако одберете радост, можете да фотографирате светложолти цвеќиња, сино небо или шарен мурал. Ако одберете смиреност, може да фотографирате спокојна зелена шума, нежно сино море или меки бели облаци, создавање палета на бои. Користејќи ги собраните фотографии, создадете палета на бои која ќе ја представува избраната емоција, дигитална палета. Ова може да го направите дигитално со помош на софтвер за уредување на фотографии, каде што можете да извлечете бои од вашите фотографии и да ги подредите во палета. Некои препорачани алатки за создавање палети се Adobe Photoshop, Adobe Photoshop, Canva, Colors и Palette Generator, Palette Generator. Овие алатки овозможуваат директно извлекување бои од вашите фотографии за создавање кохезивна палета, физичка палета. Алтернативно, можете да ги испечатите вашите фотографии и да ги подредите на постер за да создадете физичка палета на бои. Размислете како секоја боја во вашата палета придонесува за целокупното емоционално представување. Емоции поврзани со различни бои, разбирањето на емоциите што обично се поврзуваат со различни бои може да го продлабочи вашето истражување. Црвена често се поврзува со силни емоции како страст, љубов, гнев и интензитет. Портокалова се поврзува со возбуда, ентузијазам, топлина и енергија. Жолта представува среќа, радост, оптимизам и ведрина. Зелена поврзана е со смиреност, природа, раст и обновување. Сина се асоцира со смиреност, спокојство, тага и доверливост. Љубичаста символизира креативност, мистерија, духовност и луксус. Розова одразува љубов, добрина, топлина и грижливост. Бела ознака за чистота, едноставност, мир и јасност. Црна често представува софистицираност, елеганција, мистерија и понекогаш тага. Сива може да означува неутралност, рамнотежа и смиреност, но исто така може да предизвика чувство на монотонија, рефлексија, по создавањето на вашата палета на бои. Одвојте време да размислите за боите што ги избравте и како тие влијаат на вашето расположение и емоции. Размислете зошто одредени бои ги поврзавте со таа емоција и како процесот на пронаоѓање и подредување на боите ве натера да се чувствувате. Дневна рефлексија, кои бои ги пронајдовте денес што ја представуваат избраната емоција? Дали имаше некои изненадувачки или неочекувани бои што резонираа со вашата емоција? Како фотографирањето на овие бои ве натера да се чувствувате во моментот? Дали некоја одредена боја предизвика силен емотивен одговор? Ако да, која боја и зошто, со кои лични спомени или искуства се поврзани боите што ги избравте денес? Како овие асоцијации влијаат на вашата перцепција за емоцијата што ја истражувате? Како внимателноста кон боите околу вас влијаеше на вашата свесност и присутност во текот на денот? Дали забележавте промени во вашето опкружување или рутина поради оваа практика на внимателност? Неделна рефлексија. Размислете за целокупното искуство со ловот на бои оваа недела. Како тоа влијаеше на вашето разбирање на избраната емоција? Дали имаше повторливи бои или образци што ви оставија впечаток во текот на неделата? Како процесот на создавање палети на бои влијаеше на вашата емотивна свесност и изразување? Дали забележавте промени во вашето расположение или емоционална состојба во текот на неделата? Кој од вашите палети на бои ви се истакнува најмногу оваа недела? И зошто, како боите во таа палета ве натераа да се чувствувате кога ги гледате сега? Што научивте за себе и вашите емоционални реакции преку оваа вежба? Дали оваа вежба ви помогна да откриете нови начини за управување или изразување на вашите емоции? Групна рефлексија. Што научивте за себе и другите преку споделување на вашите палети на бои и размислување во групата? Како повратните информации и дискусиите во групата го подобрија вашето разбирање на вежбата? Како учеството во групен контекст влијаеше на вашето искуство со вежбата? Дали пронајдовте одредена поддршка или охрабрување од членовите на групата што ви беше корисно? Кои беа некои од различните перспективи за боите и емоциите споделени во групата? Како овие перспективи влијаја на вашето сопствено разбирање и пристап кон вежбата?
Дали се почувствувавте поблиски до вашите емоции или емоциите на другите преку оваа групна активност? Како споделувањето и дискусијата за вашите палети на бои ви помогнаа да ги обработите вашите чувства? Вежба 10. Емоции преку абстрактна фотографија. Абстрактната фотографија овозможува изразување на емоции без директно прикажување на специфичен предмет. Фокусирајќи се на форми, линии, текстури и бои, можете да создадете слики што ги пренесуваат вашите чувства на уникатен и моќен начин. Оваа вежба ќе ве води низ процесот на користење на абстрактна фотографија за истражување и изразување на вашите емоции, помагајќи ви да добиете нови сознанија и да го поттикнете за здравувањето. Цел. Главната цел на оваа вежба е да ве поттикне креативно да ги изразите вашите емоции преку абстрактна фотографија. Оваа практика ќе ви помогне да ги истражите и разберете вашите емоции на уникатен и уметнички начин. Поттикнувајќи емотивна свесност и заздравување, фотопотрага. Откако добро ќе разберете абстрактната фотографија, започнете потрага за да кои абстрактни фотографии ќе ги сликате што ќе представуваат одбрана емоција. Ова може да биде радост, тага, гнев, спокојство или која било друга емоција што сакате да ја истражите. Додека барате мотиви, фокусирајте се на интересни шари. Текстури и композиции што можат да ја символизираат вашата одбрана емоција. Еве кратко видео што можете да го погледнете ако сакате да дознаете повеќе за техниките на абстрактната фотографија. Например, проблеми во врските. Врските можат да предизвикаат широк спектар на емоции. Од љубов и среќа до збунетост и скршено срце. Фотографирајте абстрактни слики што ги представуваат вашите чувства за врските. Љубов, побарајте меки, испреплетени форми и топли, нежни бои. Можете да фотографирате испреплетени гранки на дрвја, разни сенки или топли од сјај на зајди сонцето, скршено срце. Побарајте назабени линии, скршени шари и постудени тонови. Фотографирајте скршено стакло, пукнати патеки или острите рабови на урбаната архитектура за да ја символизирате болката од скршеното срце. Збунетост, фокусирајте се на хаотични шари, преклопени линии и измешани бои. Фотографирајте одрази во вода, заплеткани жици или играта на светлина и сенка за да ја пренесете збунетоста, борба со перцепцијата на сопственото телото. Проблемите со перцепцијата за сопственото тело можат да предизвикаат силни емоции на сомнеж во себе, прифаќање и љубов кон себе. Користете абстрактна фотографија за да ги истражите овие чувства. Сомнеж во себе, фотографирајте изобличени одрази, фрагментирани форми и пригушени бои. Фотографирајте одрази во изобличени огледала, фрагментирана светлина низ ролетни или нејасни сенки за да го символизирате сомнежот во себе, прифаќање. Побарајте избалансирани композиции, мазни текстури и хармонични бои. Фотографирајте симетрија на лисија, нежниот свиок на река или градиентот на зајди сонце за да го представите прифаќањето. Љубов кон себе, фокусирајте се на живи бои, смели шари и позитивни слики. Фотографирајте шарени цвеќиња, динамична улична уметност или живописните шари на природата за да ја символизирате љубовта кон себе и самодовербата, анксиозност за иднината. Неизвестноста за иднината може да предизвика спектар на емоции од возбуда до страв. Користете абстрактна фотографија за да ги изразите овие чувства. Возбуда, фотографирајте динамични линии, светли бои и енергични шари. Фотографирајте замаглени движења на градски светла, живописните нијанси на изгреј сонце или живописните шари на метежен пазар за да ја пренесете возбудата, страв. Побарајте темни тонови, остри контрасти и вознемирувачки композиции. Фотографирајте сенки во улички, силен контраст на светло и темно или морничави одрази за да го символизирате стравот. Неизвестност, фокусирајте се на нејасни форми, измешани текстури и преодни бои. Фотографирајте магливи пейзажи, замаглени граници или абстрактни одрази за да го представите чувството на неизвестност, уредување на емоционалниот израз, откако ќе ги фотографирате вашите фотографии. Користете софтвер за уредување на фотографии за да ги нагласите абстрактните ефекти. Овој чекор ви овозможува да го усовршите и потенцирате емоционалното влијание врз вашите фотографии. Експериментирајте со различни техники за да видите како тие влијаат на емоционалниот тон на вашите слики, техники што треба да се разгледаат, подесување на боите, зголемете ги или изменете ги боите за да одговараат на емоцијата. Например, користете студени тонови за тага или топли тонови за радост. Подесете ја нијансата, заситеноста и осветленоста за да ја предизвикате посакуваната емоција. Двојна експозиција, создадете композитни слики преклопувајќи две фотографии.
Ова може да додаде длабочина и сложеност на вашите апстрактни слики, помагајќи да се пренесат видови на емоции, изобличување и искривување. Користете алатки за да ги растегнете, извртите или искривите деловите од сликата. Ова може да представува емоции како збунетост, страв или сомнеж во себе. Висок-низок клуч осветлување. Подесете го осветлувањето за да создадете слики со висок контраст со длабоки сенки или светли осветлености. Оваа техника може да го зголеми драматичниот ефект на вашите апстрактни фотографии, селективен фокус. Користете тесна длабочина на поле за да одржите само дел од сликата во остар фокус, додека останатото е замаглено. Ова може да го привлече вниманието врз специфични елементи и да создаде чувство на длабочина. Креирање серија на емоционални пејзажи. Соединете ги вашите уредени фотографии во серија што ја представува вашата емоционална патека. Наредете ги фотографиите во секвенца што раскажува приказна или покажува прогресија на вашите чувства. Ова може да се направи дигитално или како печатена фотокнига. Размислете како секоја слика преминува во следната и како целокупниот наратив ги рефлектира вашите емоционални истражувања. Рефлексија, дневна рефлексија. Кои емоции се обидовте да ги изразите преку вашите апстрактни слики, како се чувствувавте додека создававте апстрактни слики, дали откривте нешто ново за избраната емоција преку овој процес, неделна рефлексија. Кој апстрактен мотив најмногу ви се истакнува и зошто, како процесот на создавање апстрактни слики влијаеше на вашата емоционална свест и изразување? Дали забележавте какви било промени во вашето расположение или благосостојба по оваа активност, групна рефлексија? Што научивте за себе преку оваа активност, како практиката на апстрактна фотографија влијаеше на вашето разбирање на емоциите? Дали откривте нови начини на изразување или разбирање на вашите емоции преку апстрактната фотографија, придобивки од вежбата за емоционални пејзажи? Една од главните придобивки од оваа вежба е зголемената емоционална свесност. Младите често доживуваат широк спектар емоции што може да биде тешко да се идентификуваат и артикулираат. Апстрактната фотографија им овозможува да ги истражуваат овие емоции на невербален, креативен начин. Преку поврзување на бои, форми и текстури со своите чувства, тие можат подобро да ги разберат и препознаат своите емоционални состојби. Оваа зголемена свесност е клучен чекор за ефективно управување со емоциите. Апстрактната фотографија овозможува креативен излез за изразување емоции што може да бидат тешки за вербализирање. Младите можат да ги насочат своите чувства кон својата фотографија, трансформирајќи ги апстрактните емоции во опипливи визуелни представи. Овој процес може да биде исклучително терапевтски, овозможувајќи им да ги ослободат на собраните емоции и да го намалат стресот. Креативноста, исто така, промовира ментална флексибилност и вештини за решавање на проблеми, кои се корисни за општата емоционална благосостојба. Вклучувањето во апстрактна фотографија поттикнува внимателност и присутност во моментот. Кога младите се фокусираат на фотографирање апстрактни слики, тие вежбаат да бидат внимателни кон својата околина и сетилата. Оваа внимателност може да помогне да се намали анксиозноста и да се промовира чувство на смиреност. Вежбата ги охрабрува да забават, да ја наблюдуваат својата околина и да најдат убавина и значење на неочекувани места, што може да ја подобри нивната целокупна благосостојба. Апстрактната фотографија може да поттикне емоционална катарза и процесирање. Преку визуелно истражување на своите емоции, младите можат да се соочат и да работат низ чувствата поврзани со минати искуства или актуелни предизвици. Оваа вежба им овозможува да ги изразат своите емоции, обезбедувајќи безбедно место за процесирање на сложени чувства. Актот на манипулирање и уредување фотографии за представување на различни емоции исто така може да им помогне да стекнат нови перспективи за своите искуства. Олеснувајќи им да продолжат напред, успешното фотографирање и создавање апстрактни слики што резонираат со нивните емоции може да ја зајакне самодовербата на младите. Споделувањето на својата работа со врсници или ментори и добивањето позитивен фидбек може дополнително да ги засили овие чувства. Ова чувство на постигнување и потврдување може да биде особено важно за време на адолесценцијата. Период кога самодовербата често флуктуира, преку редовно вклучување во апстрактна фотографија за истражување и изразување на своите емоции, младите можат да развијат поголема емоционална отпорност. Оваа вежба ги учи на здрави начини за справување и управување со своите чувства, подготвувајќи ги да се справат со идни предизвици поефективно. Вештините што ги учат преку оваа активност.
како внимателност, креативност и емоционална свесност, придонесуваат за нивната целокупна емоционална отпорност и благосостојба. Доколку се изведува во групна средина, оваа активност може да поттикне емпатија и поврзаност помеѓу учесниците. Споделувањето на своите апстрактни слики и емоциите зад нив може да им помогне на младите да ги разберат и да се поврзат со искуствата на другите. Ова чувство на заедница и меѓусебна поддршка може да ги намали чувствата на изолација и осаменост, обезбедувајќи вредна мрежа на поддршка. Практиката на апстрактна фотографија може да има долгорочни емоционални придобивки. Како што младите продолжуваат да ги истражуваат и изразуваат своите емоции преку оваа форма, тие развиваат подлабоко разбирање за својот емоционален пејзаж. Оваа континуирана практика може да доведе до трајни подобрувања во емоционалната регулација, самосвесноста и целокупното ментално здравје. Вклучувањето на апстрактната фотографија во нивната дневна рутина може да им помогне да ги задржат овие придобивки во текот на целиот живот.